Вечниот Бог слезе и водева се всели, Во последно време постои многу голем интерес за божикните пештери кои што се изработуваат во нашиот манастир. Едноставно луѓето си доаѓаат, ево уште на самиот почеток на божикниот пост како што и забележавме, за да си купат пештера со која што во духот на автентичната православна божикна традиција ги украсуваат своите домови и на тој начин се подготвуваат за правилен пречек на Христовото рождество. Навистина прекрасни слики од преубави пештери. Ме потсеќа тоа на прошлата година, каде што ја имав честа прв пат да присуствувам на Бадниковите поворки. Беше преубаво искуство за мене и многу дечиња, среќни, весели дечиња кои ја пеат вечниот Бог, чекорат заедно, шират љубов. Преубаво и оваа година со нетрпение го очекував овој момент. И ете, можам да кажам дека оваа година со уште едно бадникарче повеќе ќе присуствува со нас, мојот син Давид, ќе чекориме заедно. Браво, Нација, како сте? Здраво, добро си ми? Изработката на божикните пештери во нашиот манастир започна уште пред повеќе од 10 години, како обид за возобновување на старите автентични православни божикни традиции. Имено, порано постоела една традиција во која возрастните верниците, особено дечината, на Ден Бадник излегувале надвор и насекаде од куќа во куќа, низ улиците, по градовите и така натаму, ја пренесувале веста за раѓањето Христово. Сега тоа го изразувале на најразлични начини, со најразлични символи. Некаде тоа го правеле со бродче, некаде со звездичка, но најповеќе со импровизирана мала пештера во која што ја ставале иконата на рождеството Христово. Сето тоа всушност ја символизирало Витлемската пештера во која што се родил нашиот Господ Исус Христос. И таа е една преубава традиција која што за жал во еден подолг период во нашата земја беше замрена, но фала му на Бога, од страна на нашиот старец, архимандритот Партени, истата таа традиција беше пред неколку години возобновена. И сега навистина е прекрасно тоа што можат да се видат многу дечина низ сите градови од нашата земја, како излегуваат со пештери во рацете и пеејќи ја каландата, божикната каланда Вечниот Бог, насекаде ја објавуваат веста за Христовото раѓање, ја пренесуваат таа божикна радосна атмосфера. Сме пред нашите божикни пости, кои воедно и многумина знаат да кажат дека се едни од највеселите пости и едни од најубавите. Јас заедно со мојата фамилија денес дојдов во манастирот Рајчица за да си обезбедаме на ваква убава пештера, кој што е вешто изработена од рацете на монасите. И многу поголема љубов исто така е вдахната во неа, затоа што многу дечина видов кои што помагаат околу самата изработка на божикните пештери и воедно си ја набавувам за да имам во моето семејство, затоа што таа некако не потсетува
за нашиот преубав празник Божи кој што воедно нели ни го символизира и раѓањето на нашиот Господ Исус Христос и е нешто што мислам дека би требало да го поседува секој еден православен христијанин во својот дом, бидејќи навистина е нешто преубаво секој да го има, нели. Многу ми е драго што веќе и неколку години сум активен учесник на бројните поворки кои што се случуваат ширум во нашата република, во многуте градови и исто така ми е многу драго што секоја година се повеќе масовност има посетеност од луѓе, посебно и од млади деца, бидејќи сметам дека младите посебно треба да се упатуваат, нели, што по совреме, да си ја стекнат својата вера, да ја осетат љубовта Божја што побрзо. И заради тоа, заради тие божикни поворки, највеќе би му се заблагодариле на нашиот старец, отецот Партени, кој што навистина со голема љубов ги врати луѓето кон самата црква и воедно песната кој што се пее, нели, на самите поворки, тоа е Вечниот Бог. Е песна кој што многу одамна се пеела помеѓу народот и за жал поради одредени случајности се изгубила. Еве сега имаме можност повторно да се ја вратиме помеѓу народот, да се пее, затоа што нема поубаво чувство кога се пее за Бога, нели, и кога вистинската песна повторно живее помеѓу народот.